Зоти Левков. Контрреплика, господинот Левков. Ако внимателно се слушате она што кажавте, вие сте загрижени од концептот. Сега, дали најпрвин го ставаме концептот за заштита на животната средина или за богатството и материјалните добивки? Вие велите, ако има некое рудно богатство или природно богатство, тоа припаѓа на сите. Ја ве разбирам, и тоа се точни аргументи, меѓутоа вие сте концентрирани на тоа на кого ќе му припадне богатството и брзате богатството да заврши кај вас затоа што вие сте на власт. Да. Втора работа, ако постои природен ресурс, зошто се плашите дека советниците не би донеле таква одлука со која ќе се одобри? Па и вие сами кажавте тоа е за сите. Меѓутоа, кога навлеговте веќе да разговараме и да правиме разлика помеѓу мислење и согласност. Па самиот амандман предвидува зборот мислење се заменува со зборот согласност. И сега вие велите дека доделеното мислење е доволно и нема потреба од согласност. Да, меѓутоа ако зборуваме за колку ви е важно доброто за кое што се грижиме. Зошто имаме закон за платежни услуги овде во собрание, зошто не се дозволува на пример трансфер од ваша трансакциона сметка со мислење? Зошто треба да донесете согласност? Затоа што тој ви е важен ресурс. Зошто собственост кај нотар не се пренесува со мислење? Туку треба да имаме согласност, а согласноста е волја, израз на волја. А овде велиме, Советот ќе донесе одлука за согласност. И на тој начин ќе имаме акт. Мислењето не представува акт. Мислењето во оваа држава само вие на другите комисии го предвидувате да биде навреда и ќе ги казнувате луѓето за мислење. Затоа што негативното мислење како основ да се казни го заменивте со злонамерно. А сега? Како сега мислењето? Утре ќе го оцените мислењето на Советот на општината за злонамерно. Ке кажете дека со своето мислење за геолошки истражувања и јаловиште во рудникот ќе ни наштетат на животната средина, а законот за заштита од навреда и клевета ги заштитува и правните лица и правните субјекти и ќе си покрене постапка против општината и ќе каже дека општината со своето мислење дека компанијата ќе направи загадување и истекување на јаловина истакнало омаловажувачко и злонамерно мислење, затоа што тоа некој ќе го оцени како злонамерно. Тој закон ви е исто на оваа комисија ви е. И ќе треба општината на крајот на оној што ќе загадува, ама кој што успеал со врски да добие дозвола од Министерството за економија, ќе треба на крајот општината и да го трпи загадувањето и за своето мислење, кое што ќе внимава како ќе го формулира, ќе треба да му плаќа надоместок. Затоа ние бараме наместо мислење да стои согласност, а согласноста да се донесе со одлука. А ако навистина постојат богатства природни, зошто сметате дека Министерството за економија ќе биде подобро и подобро ќе се грижи отколку локалните совети? Толку ли немате доверба во граѓаните на оваа држава? Толку ли немате доверба во граѓаните на Македонија дека и тие знаат да се грижат и за свеста, и за екологијата, и за здравјето, меѓутоа и за економијата? По новите цени кои што ги гледаме, кои што ги плаќаат градоначалниците, да знаете дека тие луѓе многу подобро се грижат за економијата отколку вие. Затоа што направивте само огромна дупка во буџетот и со одлуките на Министерство за економија направивте редици за леп, редици за зетин и ни се празни продавниците, а општините се сноѓаат како знаат и како умеат. Сега кон тие луѓе овде покажува доверба дека ако сме имале некое природно богатство, тие немале да дадат согласност. Не сте фер кон граѓаните на Република Македонија. И тоа ќе ви го најдам како за забелешка. Не сте фер и не сте фер да го толкувате своеволно законот. Еве токму во овој член се бараше мислењето да биде заменето со согласност, меѓутоа целата дискусија укажува на нешто друго, а тоа дека се грижите да имаме што поефикасен систем и што поцентрализиран систем на давање на дозволи и за геолошки истражувања и подоцна за концесии. И затоа не ви интересираат советите и затоа се обидуваме овде како да го затрупаме во процедурата и во меѓусебни недоразбирање. Затоа што она што ви пречи е ако овде се согласиме, ако почнеме да се разбираме, дека јавноста ќе ги открие вашите задни намери. Тоа е стравот и затоа вака тече комисијата и затоа на секој конкретно барање или немаме образложение
или завршуваме со толкување што е мислење, што е согласно. Со овој амандман се бара мислењето да биде заменето со согласност и се бара советите да донесат одлука со која нема да бидат игнорирани кога ќе се даваат дозволи за детални геолошки истражувања. И тоа е суштината. И вие тоа не го прифаќате. Тоа е. Ви благодарам.